Извршниот комитет на ВМРО ДПМНЕ доцна синоќа изврши избор на координатори на 4 општински комитети на Истокот. Во Штип прв човек на партијата останува досегашниот координатор Иван Јорданов и тој практично е реизбран на координаторската функција, а членовите на највисокото партиско тело му ја дадоа довербата да раководи со најголемиот партиски огранок во регионот и во наредниот период. За мене представува лично голема чест и задоволство, но и голема одговорност да продолжиме во иста насока и правец за посочување на јавноста на сите овие лоши политики кои што во изминатиот период новата централна и локална власт предводена од Социјалдемократскиот сојуз ги спроведува во конкретниот случај за Штип. Сведоци сме дека поминаа година време откако Социјалдемократскиот сојуз е на власт, се случуваат лоши политики, луѓето во Штип не живеат подобро, затоа ние како политичка партија, без разлика за тоа што сме во опозиција, имаме одговорност да ги посочуваме тие лоши политики, но во исто време да понудиме алтернативни решенија. ВМРО ДПМН ќе понуди нови алтернативни решенија, ќе понуди нов кадар кој што во наредниот период ќе ги посочува на јавноста, ќе искомуницира со јавноста, ќе анимира нови луѓе, ќе ги преструктурираме и организираме нашите редови. Во тек е избор на новиот општински комитет, кој што за многу кратко време ќе има можност јавноста да го осознае и кој што ќе биде новата енергија на ВМРО ДПМН на локално ниво. Иван Јорданов политичката кариера ја почна како претседател на Унијата на млади во Штип, а веќе втор мандат е и советник во Штипскиот совет, но и член на извршниот комитет на партијата на централно ниво. Освен Јорданов, по синоќашниот состанок во Скопје, координатори добија уште 3 партиски ограноци во регионот. Начело на партијата во Виница во наредниот период ќе биде Митко Костадиновски, во Кочани Миле Левков, а со Беровскиот огранок и понатаму ќе раководи Никола Атанасов.